Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Во гостиварската болница се инсталира дополнителна боца со кислород за терапија на ковид пациентите. Преку грант од Министерството за надворешни работи на Германија се обезбеди донација амбулантно возило за здравствениот дом во Гостивар. На Штуловиот универзитет беше промовирана дигиталната платформа на организацијата Стартап Македонија. Во гостиварската болница се инсталира дополнителна боца со кислород за терапија на ковид пациентите. Боцата е со капацитет од 1000 литри и според проценките ќе ги задоволува потребите за кислород во период од неколку дена. Болницата во Гостивар ја засили централната кислородна станица со нова боца која има капацитет од 1000 литри. На овој начин се олеснува работата на медицинарите при третманот на ковид пациентите, со оглед дека досега кислородната терапија се спроведувала со поединечни боци во помали количини. Директорот Јакуп Јакупи вели дека според проценките новата боца ќе ги задоволува потребите за кислород во период од неколку дена. Ова боца која ја гледате тука пред вас со нивните придружни елементи ни дозволува поголема количина на кислород да имаме и за да може тоа да се дисперзира централно од газната станица до сите одели и оделенја каде што има потреба од кислород. Боцата е со капацитет од 1000 литра, што значи дека сосема ни ги задоволува потребите одредени за неколку дена. Така што целата ова работа што ја вршевме ежедневно со неколку боци плин, ова веќе ќе немаме потреба да го направиме и ќе бидеме поснабдени и посигурни со овој капацитет. Во меѓувреме течат и подготовките за поставување на модуларната болница на местото на некогашна диализа. Предвидено е централен кислород да се обезбеди и во тој објект, кој според најавите би бил готов за околу 2 месеци. Овие денови ќе почне и откупување на канал со кој ќе се поврзат со цевки и оделението за инфективни болести и платформата, која е таму, како што ја гледавте, се изградува за модуларната болница тука во Гостивар. Според разговорот што го направивме, ние и општината сме готови со нашите обврски, а изведувачите по нивните информации ни соопштија дека околу втори дека ќе почнат со поставување на бараките. Моментално на инфективно интерно и одделението за неврологија во Гостиварската болница хоспитализирани се 60 на пациенти со ковид. Преку грант од Министерството за надворешни работи на Германија се обезбеди донација амбулантно возило за здравствениот дом во Гостивар. Возилото денес беше предадено на установата, а неговата вредност е околу 38.500 евра. Здравствениот дом во Гостивар се поднови со модерно опремено амбулантско возило, кое преку грант од Министерството за надворешни работи на Германија го обезбеди невладината Европски центар за развој, толеранција и соработка. Возилото, чија вредност достигнува 38.500 евра, денес и беше предадено на установата. Ние, нашето здружение Европски центар за развој, толеранција и соработка, аплициравме за амбулантно возило кое ќе биде користено од здравствениот дом Гостивар и ете тука сме сега со донацијата која стана реалност. Сакам пред се да се заблагодарам на амбасадата на Германија во Скопје, на амбасадорката Анке Холштейн за оваа донација. Исто така треба да напоменам дека имавме логистичка поддршка и од општина Гостивар, а и за безпрекорната соработка и коректниот однос на директорот доктор Јамин Синани. Гостиварскиот здравствен дом во чиј склоп работи итната медицинска помош сега располага со 4 амбулантски возила, вклучувајќи го и новото. Директорот Јамин Синани смета дека со ова целосно се покриваат потребите на населението од овој регион. Да, оваа донација е многу значајна и посебно во ово време на пандемија. Ние како институција имаме 3 амбулантни возила, но и ова ќе биде многу потребна. Ќе биде
за сите граѓани, значи за сите пациенти и услугата да биде што подобра. Мислам дека по стандардите на Светска здравствена организација на 50.000 жители би треба да има едно амбулантно возило. Ние да, со ова мислам дека ќе се покрие, но никогаш не е доволно. Никогаш не е доволно, зашто ние како град сме раскрзита транзитно за Република Албанија, туристичките места, Охридското езеро, Охрид, Струга, и се случуваат многу сообраќајни незгоди и јас секогаш викам треба некогаш да имаме едно амбулантно возило кое само ќе стои само за тие случаеви. Новото амбулантско возило е опремено целосно за транспорт и пружање на потребна помош за пациенти според европските стандарди. На Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово денес беше промовирана дигиталната платформа на организацијата Стартап Македонија, која има за цел да нуди можности за развивање на стартапите во земјава. Хибриден караван и активна дебата за дигиталниот екосистем и платформа во организација на Стартап Македонија. На ваквиот настан денес беа собрани на едно место сите компании кои се дел од технолошкиот парк при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Нивна задача беше представување на можностите кои што ги нуди дигиталната платформа на Стартап Македонија. Програмскиот директор објасни што добиваат сите стартапи од дигиталната платформа. Со НЕЗЕ сите стартапи добија бесплатно премиум членство, кој што ќе може да тестираат начинот на кој што ќе се поврзат со инвеститори, како да излезат на странски пазари и ментори кои што може да им помогнат во развојот на нивниот бизнис. Се трудиме сите ресурси на едно место да ги ставиме како би можело компаниите да се фокусираат во тоа што им е битно, односно да го развиваат својот бизнис и ние како Стартап Македонија да може да им бидеме партнер со кој што ќе работат. Уникатните услуги на технолошкиот парк при Универзитетот на Југоисточна Европа веќе ги има поставено на платформата. Веќе имаме клиенти, потенцијални клиенти што ги користат овие услуги, така да јас би им препорачал на сите стартапи кои што се уште не се регистрирани на платформата, да се регистрираат час поскоро, за да можат да ги добијат сите бенефити кои што ги нуди оваа платформа, од аспект на настани, програми, да речам и активности кои што можат да им помогнат во растот на нивниот стартап. Инаку ние сме едно од основачите на Сдруженијето Стартап Македонија и тие се наш стратегиски партнер во политиките за креирање и развивање на стартап бизниси, на стартап деловниот екосистем. Стартап Македонија е организација која што го поврзува целиот дигитален екосистем, а нејзина цел е поврзување на сите ресурси и иницијативи во земјава за да им се помогне на стартапите како едни од двигателите на економијата. На Државниот универзитет во Тетово му беше доделена титула почесен доктор на науки на лидерот на Демократската унија за интеграција Али Ахмети. Не дојдов со подготвен говор. Мислев дека е подобро да се навратиме на спомените и да ги спомнеме сите за напредокот на образованието. Дојдов да ви ветам дека и понатаму ќе работам за подобрување на албанското образование и подигање на вредноста на образованието, инфраструктурата и условите на универзитетите, затоа што само така можеме да бидеме конкурентни и да одиме напред. Темелите се поставени сега. Само со знаење треба да бидеме конкурентни на сите полиња. Туристичките места и викендици се полнат за празниците. Дали и колку ќе се почитува забраната за собири под знак прашалник? Сторија на Милена Вучевска. Дали и колку ќе се почитува забраната за давање под наем и собири во викендиците низ туристичките центри во земјава, се чини најмногу ќе зависи од самата свест на граѓаните. Со оглед на тоа што не се знае на кој начин инспекцијските служби ќе вршат контрола, а и невозможно е секаде да исконтролираат. Туристичките локации деновиве забрзано се полнат со резервации. Таква е сликата и во зимскиот центар Попова шапка. Новите рестриктивни мерки двојно го зголемија интересот на граѓаните за престој на Попова шапка за време на новогодишните празници. Хотелските капацитети се целосно исполнети за празниците, а исто и викенд населбата. Угостителите велат дека се бара место повеќе. Добро е што има заинтересираност, но мерките ќе мора да се почитуваат. Нема да има прослава за новогодишната ноќ, туку само вечера, а рестораните ќе ги затворат во 21 часот.
Ние имаме новогодишен аранжман тродневен, меѓутоа без прослава. На сите гости ме кажаме дека тоа ќе биде као свечена вечера до 21 часот што треба да заврши. Значи без музика, без прославување и така натака. Имаме и резервации за престојниве празници, значи за новогодишниве празници и за јануари имаме исто резервации доста. Само едно што не плаши тоа е COVID-19. Како ќе бидат понатака работиве мерките. Тоа е единствено што не загрижува. Посетителите кои ги сретнавме денеска на Шапка велат дека сега не е време за прослави, оти состојбата со вирусот е лоша. Сепак не веруваат дека забраната за собири по викенд куќите ќе се почитува. Ние сите сме за тоа, да се трнува више во коронава. Добро е тоа, ама кој ќе спроведе? Народот моце треба да бидат предпазливи, да не се собират и тоа. Значи борбата со вирусот продолжува и до крај треба да се бориме. Тоа е. Да бидеме предпазливи што повише. Зборувате со човек кој што изгуби еден куп луѓе од коронава и ја е продав, фала му на Бога, лесно. Има интерес за други работи. Јас можеби имам интерес за нешто што не е нормално во одредена ситуација. Сега не е нормално да има збиранки. Мислам, колку мислите ќе се почитува забраната? Нема да се почитува. Овој народ не почитува ништо. Со новите мерки граѓаните се ограничени празниците да ги поминат во домашна атмосфера, па затоа годинава има незапаметен интерес за изнајмување на викендици, за кои се зборува дека се наплаќаат и по многу повисоки цени од вообичаеното. 86 лица казнети за неносење заштитни маски, регистриран физички напад во Тетово и во Гостивар. Во продолжение слушнете ги деталите од СВР Тетово. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 86 лица, 49 од Тетово и 37 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 103 лица од Тетово и 56 лица од Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 552 лица од Тетово и 520 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Ноќеска половина час по полноќ 20 и 18 годишник, двајцата од Тетово, пријавиле дека околу 22 часот и 15 минути на улица 133 во Тетово физички биле нападнати од две лица, од кои едното употребило и остар предмет. Еден час подоцна во полициската станица Тетово биле повикани 21 и 17 годишникот од Тетово поради сомнение дека биле инволвирани во нападот. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера во 14 часот и 10 минути 26 годишникот Скопско Кондово пријавил дека околу 13 часот и 30 минути на пат од Гостивар кон Тетово бил физички нападнат од две лица. Во нападот според пријавеното, едното лице користело и метален предмет. Се работи на целосно расчистување и документирање на овој случај. Вчера вечер околу 19 часот и 20 минути полициски службеници на оделението за внатрешни работи Гостивар откриле дека во објект во Гостиварско Чегране кој под закуп го користел 45 годишникот ова село се приредуваат игри на среќа без потребната документација. При тоа од него била одземена целокупната опрема, тој е повикан во полициската станица Гостивар и по расчистување и документирање на случајот ќе му биде изготвен поднесок по член 156 став 3 од Законот за игри на среќа и за забавни игри. Вчера во 16 часот 73 годишникот Гостиварско падалиште пријавил дека од дома се оддалечил неговиот 71 годишен брат. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето. Од секторот за внатрешни работи Тетово информираат и за уште еден затворен угостителски објект во Тетово поради непочитување на ковид мерките. Вчера околу 21 часот и 45 минути полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 33 годишникот село Шипковица, а со место на живење во Тетово, затоа што угостителскиот објект на улица Илинденска во Тетово, во која тој бил управител, работел со гости по дозволеното време и не ги почитувал мерките за справување со коронавирусот. Објектот бил затворен, додека управителот бил задржан во полициската станица Тетово и по целосно расчистување и документирање на случајот ќе му биде поднесена пријава по член 206 од Кривичниот законник, а поради сомнение дека сторил кривично дело, непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. Тетовските екипи со половичен успех ја завршија есенската полусезона во првата македонска фудбалска лига.
Ренова забележа победа на гости кај Македонија Ѓорче Петров, додека Шкендија е поразена дома од Пелистер. Со надпреварите од 18-тото коло заврши есенскиот дел од првата македонска фудбалска лига. Фудбалерите на Ренова со победа од 3:2 на гостувањето кај Македонија Ѓорче Петров ќе одат на зимска пауза. Гостите резултатот го отворија во 39-тата минута со голот на Сухел Мухарем. Во второто полувреме следуваше комплетен пресврт на домашните. Во 52-та минута Ермедин Адем изравни на 1:1, а Фернандињо во 70-тата минута ја доведе Македонија Ѓорче Петров во водство од 2:1. Победата за Ренова ја донесоа Ремзи Фаик Селмани во 71-та и Шефит Шефити во 87-та минута. За разлика од Ренова, фудбалерите на Шкендија изненадувачки загубија на домашен терен од Пелистер со 0:1. Единствениот погодок беше дело на Борче Маневски во 91-та минута од пенал. Од таборот на Шкендија после надпреварот реагираа дека се поразени од непостоечки пенал кој го досуди главниот судија Димитар Мечкаровски. На останатите надпревари беа постигнати следниве резултати: Беласица Вардар 0:3, Работнички Борец 2:1, Шкупи Струга 1:2 и Силекс Академија Пандев исто така 1:2. Екипата на Шкендија на зимска пауза оди како лидер со 39 бодови. Следуваат Македонија Ѓорче Петров и Шкупи на второто и третото место со по 33 поени. На четвртото место е Струга со 28 бодови. Петтото и шестото место го делат Вардар и Борец со по 25 бодови. Работнички е на седмото место со 24 бодови пред Силекс на осмото со 22 поени. Ренова есенскиот дел го заврши во зоната за бараж со 19 бодови, пред Пелистер на 10-тото место со бод помалку. Во зоната за испаѓање се Академија Пандев на 11-тото место со 17 бодови и Беласица на последното 12-то место со 9 поени. Надпреварите од првата македонска фудбалска лига продолжуваат на 14 февруари идната година. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и пријатно.